Добро вечер, почитувани слушатели и благослов Божи. До сите кои што ќе ја слушат емисијата Гласот на вистината. Емисијата Гласот на вистината има за цел или за задача да ја промовира Библијата, која што е клуч за вистината. Мораме да кажеме дека од голема важност е да се слуша неговиот збор Божи, кој што е жив. Живеем исклучително во тешки времена, каде што веќе свежината ја изгуби својата сила. Моралот и етиката ја изгубија својата смисла, а беззаконието се повеќе расте меѓу нас. Неморалот е доказ дека ние живееме во последните времена. Еве што вели Исус за сето ова. Бидејќи беззаконието ќе се умножи, љубовта ќе олади. Апостолот Јован Богослов во својата книга Откровение ги запиша следниве зборови. Блажен е оној кој чита, кој ги слуша зборовите на оваа пророштво и пази на напишаното во него, зашто времето е блиско. Но штом забележиме дека времето е блиско, Господ вели дека ќе настапат или ќе настапи глад, се разбира за неговото Слово Божјо. Еве ќе отвориме во книгата на Амос 8 глава и ќе го прочитаме 11 стих. И еве што ни вели Библијата. Ете настапува дни, вели Господ Бог, кога ќе испадам на земјата глад, не глад за леб, не жет за вода, туку жет за слушање на Господовите зборови. Почитувани, затоа оваа вечер е посебна вечер. Имаме посебно време, посебно привилегирани сме, за да можеме да го слушаме, се разбира, зборот Божи кој што е жив, преку емисијата се разбира гласот на вистината. Значи, ова вечер сме посебно привилегирани, затоа што Библијата, па дури самиот Господ Бог во книгата на Амос, всушност кога ќе читаме книгата на Амос, таа се наоѓа во Стариот Завет. И таму вели Господ ќе испратам глад и жет. Меѓутоа, не буквално глад и жет за храна и вода, туку глад и жет за Словото Божјо. Ќе дојде време кога ние или народот ќе сака да го слуша, се разбира, Словото Господово, да се поучува. Меѓутоа, таа можност ќе немаме повеќе. Ќе изгубиме можноста како што тоа се случувало пред многу илјади години, па затоа и се јавиле реформаторите. Библијата не била достапна за сите, затоа Мартин Лутер ја превел Библијата, за да може да стане достапна за секој еден од нас. Почитувани слушатели, зборуваме, како што кажав, исклучително за многу важна тема. Дали Библијата е се уште актуелна? Но ова вечер ќе зборуваме и за едно многу навистина како подпрашање зошто е напишана Библијата. Постојат, се разбира, повеќе мислења и повеќе одговори на оваа прашање. Зошто е напишана Библијата? Оваа вечер се надевам дека ќе дадам одговор со Божја помош, со инспирација на Духот Свети, и верувам дека вашиот апетит ќе биде задоволен со одговорот кој што се разбира ќе го добиете на оваа прашање. Зошто Библијата е напишана? Многу луѓе сметаат дека немало ни потреба да се напиши зборот Божи или Библијата. Но некои сметаат дека и тоа како има потреба да биде напишана, се разбира, Библијата. Но, почитувани слушатели, кога ќе зборуваме за Бог, има една многу важна работа. Зошто Библијата е напишана? Затоа што Бог дозволил да биде напишана. И таа е напишана според волјата Божја. Запамтете, Бог дозволил да биде напишана Библијата. И е напишана, се разбира,
според волјата Божја. Зошто е напишана Библијата? Ќе отвориме во книгата на пророкот Исаија, тоа е всушност една старозаветна книга, 55-та глава. Ќе ги читаме 10 и 11 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Всушност тука Господ зборува. Овој пасус зборува за моќта се разбира на Божите зборови. Како што дождот из него паѓаат од небото и таму не се враќаат, туку ја напојуваат земјата и ја прават способна да раѓа и да зеленее, за да му дава семе на оној што се е леп за да јаде. Така и моето слово што излегува од устата моја не се враќа кон мене празно, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она зашто јас сум го испратил, се разбира, вели Господ. Еве што Библијата зборува по прашање, се разбира, на зборот Божи. Зошто е напишана Библијата? Библијата е огледало на луѓето. Тоа е прво и основно што треба сите ние да го знаеме. Библијата е огледало на сите луѓе. Секој еден од нас може да се види како тој изгледа. Затоа ќе ви дадам една парабола или една илустрација. За да го илустрираме ова подобро, ќе се обидам да ви раскажам една случка што се случи, се разбира, во Африка. Некој мисионер, кога дошол во Африка, со себе понел многу подароци. Сакал да го израдува поглаварот, па го повикал или го поканил за да си избере нешто, се разбира, од подароците. Од сите работи избрал едно огледало. Целиот среќен се сокрил зад едно дрво и првпат се видел себе си или го видел своето лице на огледало. Кога си го видел своето лице, се разбеснал и го скршил огледалото. Се прашуваме зошто така постапил. Се исплачил од себе си, всушност се исплачил од себе си, кога за прв пат се видел во огледало, затоа што бил неуреден и грд. Дали откако го скршил огледалото станал поуреден и поубав, се разбира, не. Еве зошто е напишана Библијата. Се надевам дека преку оваа илустрација добиваме некаков одговор по оваа прашање. Еве зошто е напишана Библијата. Таа е огледало на душата. Човекот може да се види во огледалото и да се дотера, па дури може да не му се допадне или па да се налуте. Преку Библијата Бог сака ние да се дотераме и уредиме. Нашиот внатрешен човек ќе остане грд ако не го читаме и не ги запазиме, се разбира, зборовите на Светото Писмо. Затоа е многу важно да го читаме зборот Божи. Ако сакаме да го уредиме нашиот карактер, ако сакаме да го уредиме нашиот внатрешен човек, ако сакаме да отпочнеме еден нов живот, еден поубав живот во Господа, се разбира преку неговото Слово Божјо. Затоа е многу важно да знаеме како можеме да бидеме уредени. Всушност, Библијата ни зборува како можеме да бидеме средени, кој е тој што може нам да не среди. Многу често пати зборуваме дека Библијата е Божи збор и таа е жива, има моќ да го уреди или среди нашиот живот. На многу милиони луѓе денеска во светот кој животот не му е уреден, се разбира преку зборот Божи, кој е инспириран со Духот Свети, се разбира дека им бил уреден животот нивни. Затоа, почитувани слушатели, сакам да ве оставам
се разбира со оваа мисла. Зошто е напишана Библијата? Ако даде Господ, ние ќе продолжиме наредната емисија да зборуваме зошто е напишана Библијата. Па макар што се надевам дека ова илустрација е доволен доказ да ни докаже зошто е напишана Библијата. Библијата е напишана пред се, за да може секој еден човек да се види. Да ја види својата неуредност, за да може да се посреди во својот живот. Затоа, читајте Библијата. Читајте го Словото Господово. Се разбира, почитувани слушатели, ако не располагате со Словото Божјо, Нов Завет или Стар Завет, слободно јавете се и јас ќе ви дадам Свето писмо за да можете да го читате. Светото писмо кое е огледало на секој еден човек кој доаѓа на овој свет. И секој човек кој го нема тоа огледало не може да го види сопственото лице и не може да ја види таа неуредност. Но преку Библијата сите ние можеме да ја видиме, се разбира, таа неуредност, а потоа со помош Божја, со сила Божја, секој един од нас може да го среди својот неуреден живот, за да може да биде богоугоден и уреден пред очите на Господа. Имајте на убава и благословена вечер, се разбира, Господ нека биде со вас и Бог нека ве благослови. Нека Тој преку Духот Свети ви помогне, ви инспирира да можете да го читате Словото Господово. Почитувани слушатели, оставете ги на страна социјалните мрежи, затоа што тие не можат да влеват во вашиот живот благослов и не можете преку нив да отпочнете еден нов живот. Потребно е да го читате Словото Господово. Не да гледате проповеди, да слушате многу други емисии. Меѓутоа, многу е битно и важно да го слушате зборот Божи и да бидете осетливи на оно што Господ ви зборува. Затоа што Тој кога ви зборува, Тој има за цел да ве уреди, да ве среди, да ви помогне и да ве благослови. И не само вас, туку и вашето семејство. Имајте добра ноќ и се разбира, Господ нека биде со сите вас. Се слушаме на наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.